Во сила е новиот закон за платежни услуги кој треба да потекне поголема конкуренција кај давателите на платежните услуги, а со тоа и да се намалат цените на услугите. Преку воведувањето на платежна сметка со основни функции, граѓаните ќе може да извршуваат платежни трансакции за подмирување на нивните сметки за вода, за електрична енергија, за грејење и телекомуникации или трансфер на парични средства на друго лице, односно 5 трансакции за вкупна месечна сума која сега изнесува 31 денар. Над таа бројка, банката или давателот на платежна услуга ќе си ја одредува цената за плаќање на налозите. За извршувањето на овие трансакции, граѓаните ќе плаќаат разумна висина на надоместоци, која не смее да биде повисока од 0,1% од просечната исплатена нето плата во земјата за претходните 12 месеци, што сега изнесува 31 денар. За оваа сума, банката ќе им овозможи на граѓаните одржување на платежна сметка со основни функции и извршување на најмалку 5 платежни трансакции месечно кон примачот кај истата банка. Појаснува Евица Делова Јолевска, директорка на Дирекцијата за заштита на потрошувачи и финансиска едукација. Она што е важна новина во законот е во делот на заштитата на паричните средства на корисникот на платежни услуги, кој ги примила платежната институција или институцијата за електронски пари. Што со други изборови значи дека раката на извршителите станува уште подолга. Ако извршителот ја гони банката или штедилницата, парите на платежна сметка ќе бидат заштитени и нема да бидат предмет на извршување, но ако извршителот го гони сопственикот на сметката, тогаш парите можат да бидат предмет на извршување. Децидене законот.